Целата енергија партиите веќе ја насочуваат кон локалните избори во октомври, а главна мета се гласачите. Па мислам има и од двете страни, да. И од опозицијата и од позицијата. Уште не. Можда свеста е малку на повисоко ниво, веројатно и така. Од повеќе причини, но овие избори двете најголеми партии ги потенцираат како клучни. Ова значи и своевиден поголем притисок на граѓаните. Иако се доброволни, кај голем број граѓани, тие не се омилени и се форма на притисок. До сега кај мене никој не е звонил. Никој не е звонил, а и да звоне нема да го смена. Мислим, за кој си мислам, јас ке си кажа. Уште по-конкретни од телефонските анкети се домашните партиски посети. Не пуштам никого. Не, и да дојдат нема да ја примам. Не ми треба, завршиле се. Сето ова граѓаните ги вознемирува, но дали на партиите овие активности им носат резултат? Не. Не може, јас дека се решиме тоа. У никој случај. Никош не може ми смене мислењето за кој ја мислам. Иако дојде на врата и не знам што да даде и пари да ми даде, ја не ја менам партијата. Ако анкетите и убедувањата не помагаат, тогаш што граѓаните ќе ги натера да гласаат за некоја опција, партиите или досега направеното од градоначалниците? Према човекот, а не према партијата. Без разлика дали се од таа партија, ќе гледаме кој е човекот, разбираш. Градоначалникот ако работи, ако е вреден за народот, ако гледа, отколку партијата. За човекот, за личноста сакам да гласам, а не за партијата, не ме интересираат партиите. Не одредувам јас партиски, па за мене е личноста. Честна, поштена, работлива и комуникација со граѓаните. Ова се одговори на денес анкетираните наши гледачи и нив партиите треба да ги имаат во вид доколку победата не ја сакаат по секоја цена. Но деновите блиску пред изборите се нешто сосема друго, па убедувањата кај нас се сведуваат само на анкети и разговори. Досега имаше и пораки, и закани, и казни. Како ќе биде овој пат, ќе видиме.